Добро вечер, 24 анализа. Добре дојдовте. Извештај за напредокот, за ненапредокот или пак извештајче за политички притисок, за Христијан Мицковски да направи уставни измени. Што се крие зад критиките на Брисел за владата на Христијан Мицковски, колку партијата која што го прифати францускиот предлог има право да се иземе од одговорност. Ова во однос на перцепцијата за Македонија однадвор. Внатре пак, премиерот најавува реконструкција, дали со тоа ќе го релативизира падот од над 140.000 гласови од ланските парламентарни избори на овие локални избори и тоа што не стигна до 100.000 гласа неговиот кандидат во Скопје, дали промената на раководството во СДСМ и сите се виновни, освен Венко Филипче, ќе ја врати партијата над 150.000 гласа или пак ќе стигне и под 100.000. Ова се само дел од дилемите за кои што ќе разговараме, но меѓутоа најмногу за тоа што ја чека Македонија на политички план во наредниот период. Јас сум Душица Мрѓа, мои вечерашни гости се двајца поранешни пратеници, како што кажав јас во денешната генералка, политички ветерани, Јани Макрадули и Илија Димовски. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер. Благодарам за поканата. Благодарам што прифативте. Мислам дека нема потреба да ви наведувам ниту функции, ниту што све сте биле во политичкиот живот во Македонија. Она што е последно што се случува денеска во однос на извештајот и на оваа заедничка пресконференција на евроамбасадорот Рука со премиерот Мицковски. Рука се упати доста отворени пораки до владата. Премиерот, за разлика од денеска, вечерва не ги спомена воопшто уставните измени. Руказ вели дека трета година поред Македонија стагнира и нема никаков напредок во борбата со корупција, но и дека сега постои сериозна можност да се започне диалог и да се заврши врската околу уставните измени, порачувајќи ни надминете ги политичките поделби, забрзајте ги реформите и завршете со именувањата и назначувањата, како и уставните измени. Денеска видовме две различни појави на Христијан Мицковски, на премиерот. Една со Роказ воздржана, која што конкретно се држеше само околу забелешките, односно тој почна со позитивните страни на извештајот. И онаа денешната каде што кажа дека ќе сме предалбани и ќе добиеме петка и ќе бидеме фронтренери само ако ги смениме. Го смениме уставот. Видете, искуството му дава оправдување на господинот Мицковски да има таква позиција, заради тоа што Македонија не беше ништо подобра во борбата против корупцијата или во реформите во судството од 2017-2018 година, кога го смени името, а ги доби сите најпозитивни оценки од Европската унија. Значи, ништо не се промени во суштина, напротив се влошија работите, заради тоа што видовме инсталирање на цел еден систем на рекет спрема бизнисмени и притисок и уцени спрема политичари, а беше тоа оценето во најпозитивна смисла. Така да искуството на Македонија е лошо од односот на Европската унија спрема нејзи. И мора да признаеме дека голем дел од граѓаните тоа така го чувствуваат и така го разбираат. Господинот Мицковски е председател на владата, избран од граѓаните и нормално е да се обидува да неговата комуникација со граѓаните да кореспондира на линија на која што може да биде разбран. Јас сум сигурен во едно тврдење дека доколку Македонија во минатата година ги внесеше бугарите во уставот, дека извештајот ќе беше далеку попозитивен. Во тоа сум сигурен. Односно не сакам да прифатам, нити па верувам во апсолутната принципиалност на европската бирократија спрема Република Македонија. Тоа го видовме многу пати досега, така да дали има простор премиерот така да се изрази? Да, има простор. Господин Макрадуле, се слушна од вчера прво стигна извештајче, едно соопштение од ВМРО ДПМН каде што извештајот се нарекува извештајче, денеска беше дека сме пред Албанија. Според премиерот дека ќе добиеме петка на рака и ќе бидеме најдобрија потоа ќе добиеме ново вето, за вечерва малку да се спушти таа топка. Од Роказ повторно сите оние пораки што ги слушнавме од Калас и од Кос, уставни измени, реформи. Има неколку елементи кои што сакам тука да ги споменам. Прво, лошо е тоа, но се навикнавме некако да премиерот често ги менува изјавите и тоа во
само еден ден. Второ, кога ќе се каже, кога немате опозиција во државата, власта започнува со својот арогантен однос. Ова е еден типичен пример. Да го навредувате вие извештајот, да го користите во деминутив, а тоа е реална слика за нашата држава, мислам дека е за домашна употреба, ама изборите завршија. Некој треба да му каже дека на премиерот Мицковски дека изборите завршија, апсолутната власт има ВМРО ДПМН и нема потреба сега со една изборна реторика, бидејќи таа е за домашната публика наменета, таа изјава. Трето, паѓа во вода тезата дека еве ние не ги внесуваме бугарите во уставот, но ќе си работиме на реформската агенда и ние ќе си европеизираме Македонија согласно она што се бара од нас. Бидејќи 3 години не се променило ништо, очигледно паѓа и тоа во вода. Порано кога сме биле со господинот Димовски во парламент, кога ќе доведеше еден извештај за од напредокот на нашата држава сканиран од Европската комисија, ние секој си правевме креативно толкување. Ама сега има оценки. Сега има двојки, единици. Има нули. И тоа е, бројките се немилосрдни. И затоа тоа е една работа која што не може, бројките убиваат во извештајот. И вие не можете со ниедна реторика нив да ги замените. Напротив, кажувате за вашата одговорност визави партнер еден кој што треба да го имате во Европската Унија. И четврто, мислам дека тој однос што се создава контра ЕУ, а особено со реториката денеска неколку аналитичари на социјалните мрежи читам исти реченици што ги кажуваат во Србија, ги кажуваат и нашите представници од власта, мене ме загрижува да се поистоветите дека вие сте со Србија нарамно, кога да се додворувате на Србија, мислам дека тоа е крајно непотребно што сега треба да го направиме, визави тој српски свет што го пишуваат во извештаите од страна на Европската комисија, и да се создават една кавга со Еди Рама, кој што мислам дека нема потреба, бидејќи Еди Рама во овој момент е еден од најголемите поддржувачи на напредокот на Македонија кон ЕУ. И навистина, или пак математички, како да го цитирам пак премиерот Мицковски, математички прецизно, ако сме ние понапред од Албанија, тогаш ние би влегле 2028 во ЕУ. Ама не е така. И затоа мислам дека ова изјава, овај однос кон извештајот загрижува и треба, има Кенеди една мисла, не ни треба нити одговор од републиканците, нити од демократите, туку вистинскиот одговор ни треба. Што правиме сега? Имате, вие, само што вас извинам, да не монополизирам дебатата, единствен напредок што го имаме во сферата на правосудството е што министерот магистрирал. Кажете ми нормална држава каде што е тоа можно. И имаме напредок, да, магистрирал човекот. Или магистрирал, да, докторирал рано. А вие сега, бидејќи тогаш кога кажувам со господинот Димовски сме ги толкувале зборовите, епитетите, метафорите, сега имате бројки, имате пари. Планот за раст и развој е измислен како морков визави стапот. Направете ги реформите, тоа значи, вие за однесувањето во правосудната и реформите не сме добиле 17 милиони евра или колку беше. Значи, тоа чини. Некој тој со неодговорен однос сме го платил, односно не сме ги добиле средствата за реформите. И тоа не може да остане не казнето или не без одговорност. Димовски кажа Макрадуле во една реченица, кога нема опозиција, власта нема контрола. А Филип имаше еден прес за извештајот, кажа дека е најлош досега во изминативе 10 години и дека се случило тоа што СДСМ предупредувала, дека ВМРО ДПМН за една година успеал да ја стави Македонија во групата со Косово и со Босна и Херцеговина, со Молдавија и со Украина, со земји кои што последни го почнале патот на евроинтеграциите и така натаму, нема реформи, нема буџет, нема пари. Сега, тоа што го кажав во најавата, колку може да се иземе од одговорноста за македонските неинтеграција, да така под наводници да оставиме партијата која што го прифати францускиот предлог, односно прифати промена на уставот без да има двотретинско мнозинство. Видете,
дури 100% да е во право господинот Венко Филипче во тоа што го зборил на пресконференцијата, штом тој го збори, верувајте дека огромен дел од луѓето ќе мислат дека е поинаку. Тоа и го видовме во изборните резултати. Кредибилитетот на СДСМ и на ова раководство на СДСМ е длабоко нарушен заради тековни работи, но и длабоко нарушен заради политичко наследство од минатите 5, 6, 7 години. Заради тоа што Македонија ги направи најголемите отстапки, работи кои што апсолутно беа надвор од умот да се размислуваат или не ни се разговара на политичко ниво помеѓу двете партии во минатото, значи тоа беше невозможни дискусии ова што се прифати, а кога веќе се случија не се наплати ништо. Македонија остана заглавена во членството во НАТО е при Огуста Реал. Членството во НАТО ќе се случише, дури и Ципрас ви кажа дека доколку не се постигнал договорот тогаш, ќе морало за 6 месеци до 1 година Грција да попушти да се прими Македонија во НАТО заради геостратешките интереси. Така да околу тоа прашање јас имам прилично голема дилема дали и тоа воопшто можеме да го сметаме како придобивка или придобивка од 6 месеци порано од тоа што ќе беше поинаку. Од тој аспект видите, додека се разговараше околу францускиот предлог, јас бев еден од луѓето кои што тврдеа дека доколку се прифати францускиот предлог, ќе се блокира влезот на Македонија и напредувањето на Македонија кон Европската унија. Тогаш многу луѓе обратно размислуваа, мислеа дека тоа е еден од чекорите кои што мора да се направи. Еве денеска после 3, 4, 5 години од прифаќањето на францускиот предлог, констатираме дека сме длабоко заглавени и дека нема перспектива излез каде од тука ќе излезе. Јас се надевам дека пораките кои што премиерот ги кажа во последните неколку месеци, дека ќе влезе во процес на реконструирање и подобрување на персоналниот капацитет на владата и дека фокусот кон реформите ќе биде приоритет во следниот период. За жал, искрено, не сум саркастичен, за жал во Македонија навистина нема опозиција. И тоа се гледа во недостаток од јавен притисок врз власта за динамизирање на реформите. Но власта во таква ситуација мора да покаже сама реактивност, односно активност да ги забрза реформите, иако нема кој во собрание или на јавна сцена да го создава тој притисок. Значи, комоцијата на отсуство на опозиција не треба да значи недостаток на реформи. Меѓу другото, јас нема емисија во која што сум бил гостина, не сум го дискутирал апсолутно, повеќе нема простор да се разговара за било какво одложување или размислување или feasibility студии или анализи или ноу-хау или не знам, професори од правен факултет, па да прават повторно 10 пати да препишуваат закони од Словенија, од Хрватска. Времето е поминато за реформи во правосудството. Тие реформи мора да почнат ден поскоро. Веројатно, владата ќе помине низ некој процес на реконструкција, рана пролет, доцна зима е прав момент и тие реформи, но и други реформи, околу администрација, услуги спрема граѓаните, апсолутно владата се сконцентрира во тој процес и велам без разлика на комоцијата која што има власта заради отсуство на опозиција, треба да си ја прифати таквата состојба да влезе во похрабри чекори. Во буџетот за 2026 година нема пари за реформи. Дури Рока Звичерва отворено кажа, во буџетот ставете, дајте повеќе пари за правосудството. Значи, кога може евроамбасадор да ни кажува дека немаме пари за реформи во правосудството и дека имаме нула, а веќе имаме влада 1,5 година на власт. Очигледно падна е во води оние предизборни ветувања за некаква промена на рамката, за некаква нова преговарачка позиција. Иако она што вчера, мислам, во вашето студио го кажа владата, преку заменик министер за надворешни работи, дека очекува некое креативно решение тој во јануари. Председателката на државата очекува соломонско решение. Се дали тоа соломонско и креативно конвергираат кон мислите на премиерот и председателот, ќе видиме. Мислам дека реконструкцијата и партискиот конгрес, ако тоа е доминација во услови кога граѓаните
се почесто размислуваат како да си заминат, не мислам дека тоа треба да биде приоритет и да е тоа едно купување на време визави за задачите што треба да ги направиме. И се поставува прашањето колку навистина ние сакаме, односно владата сака да ја однесе Македонија во Европа, каде што најмногу се уште процентот граѓани сака да стигнат. Бидејќи не се само тешката економска ние во извештајот и паѓаме по некои параметри кои што и досега не сме имале дилеми. Туку паднати сме во сите области и точно пишува и за повратот на ДДВ-то, и за тешката деловната клима, за лабавата финансиска или кревка финансискиот капацитет. Не може сето тоа да се покрие со кредити. Не може тоа да се покрие со заеми. Нешто треба и да се сработи. И затоа сум многу загрижен дека овој извештај кој се третира така, на начин како што беше кажано дека е некој извештајче, туку реков, треба сериозен одговор, во кој што, за жал не знам дали тоа ќе се случи, владата треба да дојде и во собрание, да го изложи планот, како мисли тоа да го даде одговор на овој извештај. А она што вие сте во право и господин Дрока се во право, политиките се гледаат во буџетот. Ако го има во буџетот, тогаш ќе правите политика. Гледате што се случи во изборите во Штип, цело време болницата во Штип, болницата во Штип, болницата во Штип, пари за болницата во Штип нема. И тоа се вика изборна измама или трик. Ама за жал некако луѓето како да си молчат и дека некако се повлекуваат визави сето ова, без разлика што изборите покажаа дека тој револт на не излегување, не гласање беше порака која што верувам дека ќе ја разберат сите. Нема да не само што ќе ја примат, туку и ќе ја разберат. Ти може да ја примите пораката да не ја разберат. Сме имале многу такви случаи во минатото, кај што пораката била примена, ама не разбрана. Да. А може и обратно, да ја разберете, ама да не идете да ја примите, така да. Сакате да одговорите? Не. Сакам околу сме имале многу дуели и реплики со господин Макрадули во минатите 20 години. Вака е покона. Го кажавте дека по нова година премиерот очекува некако придвижување на процесот, тоа го кажа уште на еден брифинг пред 2 месеци нешто. Не кажа точно од кои земји, рече 3 земји очекува да направат притисок за да се случи некакво позитивно развижување помеѓу односите со Македонија и Бугарија. И многу интересно што тој вели после нова година, а во онаа фамозна резолуција на Венко Филипче за црвените линии објавена пред неколку дена пред да стартува кампањата за локални избори, има временска рамка која што случајно ли не, термините се поклопуваат со развижувањето на премиерот Мицковски во однос на внесување на бугарите во уставот. Нимовски? Видете, јас мислам дека не е дојдено времето во кое што некој во Брисел ќе донесе одлука дека треба се откочат процесите за Македонија, заради тоа што имаше најмалку 2 крупни работи кои што и се случија на Бугарија минатата година. Првото беше стартувањето влезот на Бугарија во Шенген зоната, така, границите спрема Романија, спрема Грција функционираат слободно, доколку влезете во Бугарија на Петрич или на Благоевград, после во Грција или во Романија влегувате без гранична контрола. Тоа е едната работа. Втората работа е одлуката исто така за влез на Бугарија во еврозоната, односно употреба на еврото. Доколку некој во Брисел имаше сериозна намера Македонија да ги откочи процесите, добивката на Бугарија од било која од овие 2 работи е преголема визави тоа што би направила некое мало поместување или отстапување во однос на барањата кои што ги има Македонија. Тоа се дополнителни гаранции дека нема да има условување кои што се поврзани со историски личности, историски настани, нема се злоупотребуваат преговорите за поместување на идентитетските дефиниции и така натака и така натака. Од тој аспект, доколку во Брисел некој имаше волја да ги помести овие состојби, имаше 2 исклучително квалитетни пакети кои што Бугарија ги доби, во кои што бугарската јавност многу лесно ќе го прифатеше и ова. Може би ќе има иницијатива, јас немам информации, нормално, може би ќе има некакви иницијативи од поедини членки на Европската Унија, но не очекувам тоа да бидат од клучните,
заради тоа што ако требаше да бидат од клучните, ќе се случеше со Шенген зоната или со еврозоната, кој што Бугарија ги добива. Знаете како? Не ги Проблемот е што ние сме надвор од тој круг. Ние не сме тие што ги наметнуваме Не, апсолутно. Правилата. Апсолутно. То како Макрадули. сега Само председателката на државата ја демантираше председателката на Европската комисија, не знам што е вистината, ама стварно топката е во нашиот двор. Наша е одлуката. Видете. Нашиот првиот чекор. Така, ама истата... А не мислам, се извинувам само што Не. покрај земји некој го имаме ние Кошта тука, господинот Кошта како еден лидер на поддршката за Македонија, кој што има сепак функција и води институционален капацитет има да ја води работата. Изјавите помеѓу фон дер Лајен и Кошта, посебно онаа последната што ја даде во Софија, има и тука некоја разлика во нијансите која што може да се толкува вака или така, а на крај на денот може би да е само грешка во изразот. Јас мислам дека одлуката е наша и тука треба да се преврзени одговорност. Работата е што Македонија плати превисоки цени до сега. То да. Такви ветувања какви што фон дер Лајен денеска ги давале многу повисоки функционери од Германија, од Америка, од Велика Британија, од Франција, не се реализирале таквите ветувања. Тука пледирам повеќе на прифаќањето на Преспанскиот договор и сега македонскиот народ или владата на Македонија, небитно, има целосно право да биде загрижена дека повторно ќе се соочи со истата ситуација. Дали некој разумен човек во Македонија кој што малку од малку разбира балканска историја во последните 200 години, ќе поверува дека на Бугарија целата стратегија и завршува со внесување на бугарите во Уставот на Република Македонија. Не. Најлибералниот човек кој што разбира историја, геостратегија на царство Бугарија, кнежевство Бугарија, социјалистичка Бугарија и така натака, му е јасно дека тоа не е финалната цел. Она што владата се обидува веројатно, дали ќе успее или не ќе видим, е да проба да нацрта линија дека ова е последното. Јас колку што можам да видам, ниту еден од официјалните лица веќе не вика не. Но сите викаат не доколку ова е само еден од доколку е само прв чекор на барањата на Бугарија. Така да мислам, само да заокружам, мислам дека би било коректно и добро македонското општество, не мислам тука ВМРО СДС, тоа секако може да биде предмет на интересен сарказам или на тривијалност во разбирањето, целото општество треба да најде форма, дали тоа ќе биде МАНУ, дали тоа ќе бидат универзитетите и така натака, навистина да изгради или да ја доизгради онаа декларација која што беше донесена пред 4-5 години, но не велам во овој политички контекст за кој што вие ме прашавте, и навистина да ги нацрта тие линии, кои се и кај се. Дали има кредибилитет СДСМ и Венко Филипче да нуда такви работи? Ја велам не. Дали има причина казната која што ја доби СДСМ и на овие на претходните избори? Да, и е најмногу поврзана со овие прашања. Затоа од тоа случај премиерот велеше дека ако има политичка волја, може да се смени преговарачката рамка. Значи, ние сме добиле преговарачка рамка. Дали ни се свиѓа на францускиот предлог? Не ни се свиѓа, сме биле против, сме биле за. Сме добиле преговарачката рамка. 27 земји членки кренале рака. It's done deal. Првата меѓувладина комисија седница завршена. Гаранциите, господине Димовски, не постои човек што ќе ви ги даде гаранциите. Гледајте што се случува, оставите да ги тргнеме бугарите кога влегуваме во семејството на европските држави. Вие гледате како Холандија од крајно десно сега едни избори и менува политиката. Никој не може да гарантира во процесот на решавањето на проблемите во рамки на кластерите дека ние ќе не идеме секаде на отворени врати. Напротив, ќе има мониторингот и сканирањето ќе биде се пооштро и пооштро. Ако треба, за мене лично зборам, не зборам, така, за мене лично. Ако треба да се согласам во следни 10 години, кога ќе преговараме за животна средина или за функционалност на јавни предпријатија или поврат на ДДВ или буџетска реформа,
на задната врата да ми преговараат за тоа дали Даме Груев е бугарин или македонец, дали Илинденското востание треба да го викаме и Преобрежанско востание, пошто после 3 месеци имало некоја буна во Тракија, извинете, не сакам. Ама никој не го вика тоа. Ама така е. Ама никој А не вие го вика верувате тоа. дека нема да биде така? Па ја не дека сум европски Ја- фундаменталист, туку верувам дека Сите сме ќе имаме Значи, таа ни да е перспективата расчисти- и шансата Македони, што јас ние повеќе- мораме, времето не јас повеќе од тече. вас. Вие- Младите не може да го чекат тој процес на never ending story. Ние мораме Брат, да го повлечеме ајде рушиме потезот. митови. Може да ми дозволите? Слободно. Ајде рушиме митови. Прво, најголемото иселување на млади луѓе од источноевропските држави се случуваше во моменти кога стануваат тие источноевропски држави членки на Европската унија. Зошто? Заради комоција. Она што Словенија го нуди денеска за нашите Македонија, млади, да. го нудат сите 26 држави за студентите Словенија. од Бугарија Па и за или за Словенија, Словенија или за Романија. Така да Полска и Романија, прво. така е. Бројот на намалување на жителите на Бугарија фрапантен. Романија од 25 милиони на 18 милиони пат. Така да, најголем влез имате во Британија и после Брекзитот. Сакам ова во смисла на митот дека ние кога ќе влеземе во Европската унија ќе го стопираме излезот на луѓе. Напротив. Се плашам дека можеби и да ни се случи обратното. Со ова не сакам да оправдам неспроведување на реформи. Не сакам да оправдам нефункционалност на државата или да оправдам економски промашувања во минатите 20 години во кои и мојата партија и вашата партија биле на власт. Напротив, но сакам да идеме кон работите малце порационално. Дали ние, да ме разберете, јас повеќе сакам да влеземе во Европската унија од вас. Зошто? Заради тоа што јас сум зборувал и вие го знаете тоа дека успехот и преживувањето на македонската нација на долг рок зависи од рушење на границите. Посебно спрема државите кои што се веќе членки на Европската унија. И тука ви го кажувам ова гледајќи ве во очи за да сватите дека искрено го мислам тоа. Но ако ништој процес мене ми се деформира националниот контекст и се стави во поимање на тие две држави, како што тие сакаат да отсликаат, тогаш се губи смислата на спроведување на процесот. Зошто? Заради тоа што по дефолт тој процес е неуспешен. Да, ма ме разбирате? Така да, јас него и таму други. Не. Процесот Во вика, кој што прави јасна дистинкција. процесот вика постои македонски народ кој што е измислен 1944 Не, година. Ме разбирате? Затоа ви и сега можеби некои од граѓаните ќе ме сватат премногу нели со идеологија премногу, но генерално за жал, уште оваа реченица завршувам, за жал на Балканот се уште живееме во 19 век и тоа го гледаме секој ден. Значи, според вас тие случајности во најавата на Мицковски за приближување со Бугарија и временската рамка на Венко Филипче нема позадина? Не мислам дека треба така да ги гледам. Макрадули, истото прашање? Дали резолуцијата на Венко Филипче е понуда, ајде да така да кажам, за широка влада и споделена одговорност? Како ја толкувате? Ниче пред старт на кампања со временска рамка за уставни измени и се поклапување на овие временски датуми. Па мислам дека таа тема треба да биде една точка од извештајот што треба да го направи СДСМ после овие локални избори и да се даде оценка и на тој контекст на тоа, бидејќи јас паметам кога ќе се направи еден извештај за локалните, за било кои избори, пишува политички контекст во кој што се распишани изборите, не само денот на гласање, па меѓу прв и втор круг, има неколку серија елементи кои што влијаат на сето тоа и таа резолуција треба да се оцени во тој момент, но реков во еден извештај кој што треба да даде јасна слика. За мене чудно беше појавувањето, особено пред локалните избори, бидејќи таа е тема која што не е во интерес на граѓаните и не ги абсорбира проблемите кои што постојат секаде и во Скопје, каде што живееме, например, и во другите градови. Но оценката, тие што ја донеле таа одлука, треба да оценат дали таа придонела позитивно или негативно. Во овој момент за мене тоа беше чудна една одлука која што немаше допир со локалните избори. Ако ги цениме резултатите на изборите,
Одговорот е многу јасен, да, Па како придонала. серија Да, потези треба да се самоубиствена веќе. серија потези да се анализираат. Ќе покаже времето дали временската рамка на што викалите вие се поклопува или не. Според мене би било катастрофално и за социјалдемократски сојуз, не само како партија, туку за социјалдемократска идеја во Македонија, СДСМ да биде дел од една широка коалиција со ВМРО-ДПМН. Истото прашање, широка коалиција, споделена одговорност, сите заедно, реформи и така натаму. Вака. Она на времето што беше планот Мицковски Вака се. заедно. Одговорноста може да Прво да направи кажам. и согласање во собрание за закони, а членувањето во влада тоа е сосема друга работа. Јас мислам дека и онака немаме доволно компетитивност и конкурентност на политичката сцена, уште таква некоја постапка ќе ја уништи до крај и таа мала критичност и еве по некои опозицијски размислувања или други идеи и така натаму. У принцип јас сум против тоа, но не сум против на нешто што се случувало пред 10-15 години, господинот Макрадули ќе се сети, а и вие ќе се сетите, пошто со денови сме поминувале практично во собрание, пред да се донесат измените во деловникот со кои што се ограничија можностите за пријавување, долгите дискусии и така натака. Диалогот во собранието беше поинтензивен и посеопфатен. Скоро и да немаше закон за кој што не се преговараше надворот она што беше седници. Така, значи се взимаа законите, се взимаа амандманите и по неколку во рамки на представници парламентот. во рамки на парламентот, Не во внатре во пратеници. парламентот, внатре во парламентот како тековна активност, тоа не беше нешто чудно. Двајца, тројца по адекватни пратеници од една страна, од друга страна, понекогаш и од трета страна, и се минеа амандманите. Јас сум присуствувал, иако бев тогаш нов и млад пратеник, сум присуствувал повеќе пати и сум гледал тој процес како функционира и како на крај се сведува дека ние имавме ефикасно собрание и без ограничувањето кои што отпосле ги додадовме во собраниските деловници. Тоа како култура на функционирање внатре во собранието би го поддржал. Да, таков начин на комуникација и соработка. Да, но и јас како и господинот Макредули мислам дека би било штетно за компетитивноста на македонската политичка сцена доколку се направи таква. Па митиме преговори меѓу пратениците од вашето време во собрание, па потоа митиме преговори во клуб на пратеници, ги спомнавте. И па се измести работата и на крај остана собранието без преговори. И на крај сега последно што ни се случува, минатиот буџет помина за нецели 4 часа на седмица. Без дискусии. Без дискусии. Јас како ние сме преговарале или интерпелацијата да заврши во 14:03. Ние сме преговарале за како да кажам, и со помалку гласови од подпишаните на интерпелацијата. Да. И таков случај има. Немало случај општата расправа, финалната општа расправа по буџетот да заврши порано од предвидените 5 дена. Немало таков случај, јас не памтам. Без разлика дали сум бил во опозиција или сум бил во владеачкото мнозинство, немало ситуација да не трае таа дебата најмалку онолку колку што било да максимум. Повториме господин Рокас, бидејќи политиките ги читаме во буџетот. Иако мислам дека неговата изјава беше насочена кон оној дополнителен буџет кој што го бараат судиите и обвинителите, за кој што морам искрено да кажам дека треба прво да го заслужи. За кој што премиерот вели ни тие плати што ги земаат не ги заслужуваат, а не да им ги покачи. А законот за плати на судиите јавните обвинители е дел од европската ја. Да не ме разберете погрешна душица, но верувам дека огромното мнозинство од граѓаните на Македонија, без разлика на политичката припадност, размислуваат во таа линија. Ама гледајте, ако ја гледаме оценките, тоа е оценка за судиите што ја дава власта. Ако ја гледаме оценката од Европската комисија за власта, што е двојка или кец, тогаш дај да видиме што правиме со платите што ги добиваат од власта. Дали ги заслужуваат? Нема да ги бранам. Дали ги заслужуваат? Нема да ги бранам, треба тука. Тука правиме пауза за реклами. Продолжуваме со разговорот во 24 анализа. Илија Димовски и Јани Макрадули, мои вечерашни гости. Господине Макрадули, рековте изборите завршија, реторикава уште не е многу. СДСМ на овие локални избори го доживеа историски најголемиот пораст. Падна и под тие 150 од лани гласа, 125.
А лидерот на партијата вечерта кажа на првиот круг дека не е така лош резултатот. Најави дека нема намера да се повлекува и да си поднесе оставка. Треба ли да се повлече, Филипче? Резултатот е лош. И мислам дека пораките што беа пратени вечерта и од други функционери во Социјалдемократскиот сојуз направија штета на вториот круг кандидатите кои што беа останати во игра. Она што го заговарам јас, а мислам дека за тоа сум кажувал, нас ни треба извештај за тоа што се случува. Фрапантна е ситуацијата дека Социјалдемократскиот сојуз не го помина на конгресни извештаи за локалните избори 2021, не го помина на конгрес нити извештајот за загубените избори во 2024 година, и кога вие ги немате почетните, основните параметри, бројки, вие не знаете како да направите стратегијата. Вие не можете да направите една свот анализа ако не гледате што ви се случувало. И затоа мислам дека во овој момент персоналните решенија не се приоритет. Не треба да се прави персонализација во СДСМ. Туку треба да се направи јасна стратегија што правиме понатаму. Треба покрај содржина, значи еден јасен план и стратегија како понатаму, треба да се даде и малце емоција, страст. Нешто што со години го имате или го немате. И затоа не мислам дека решението е ова или она. Напротив, апелирам да не се влегува во некои нови клиентелистички пазарања, бидејќи членството е многу загрижено. Членството на СДСМ не го заслужува тоа. Не заслужува звади го петко, стави го трајко, туку треба план. И тој план не се прави преку ноќ, нема потреба да се брза, ситуацијата е тешка, но подобро да се направи една јасна стратегија, јасен план, а самото тоа ќе наложи кои луѓе може да го исполнат и реализираат тој план. Она што го најави Филипче е промена на дел од раководството, и тоа го прашувам во изминативе неколку емисии по изборите и меѓу круговите, како може, бидејќи мене лично не ми е логично, како може сите да се виновни, а лидерот да не е виновен? Како може подпредседателите да се повиновни од лидерот? Па затоа викам, треба документ во кој што ќе се видат активностите. Може би председателот, бидејќи тој го составува тимот, им давал задачи на подпредседателите кои што не ги реализирале, ама тоа не го знаеме ние. И затоа викам, тој извештај треба да ги покаже тие работи, треба да ги видиме слабостите, за да потоа можеме да најдеме решение. Вие не можете да направите лек, бидејќи председателот е лекар, вие не можете без анамнеза да дадете терапија. И сега ќе ја повлечеме фигурата, едната, другата, а членството е во очекување на план за борба или за ревитализација на Социјалдемократскиот сојуз, кој што е во исклучително тешка ситуација, по сите параметри, СДСМ за жал ги изгуби изборите, по број на советници, по број на граначалници, по број на гласови, не постои, бројката не лаже. Како што беше ова со Дражен Петрович, топката не лаже, таа е. На 16 години, поминато време, ги даде двете слободни фрлања. И не може тоа, нема трик тука. Бројките се немилосрдни, како што се бројките немилосрдни се извештаат дека се двојки и единици, овде исто, само се на страната на бројките. И плюс пораката од неважечките ливчиња и од исклучително ниската излезност. Повторувам неколку пати, просторот центар лево е празен. Апелирам на стратегија да се окупира тој простор, политички да се окупира, да се направи план како да се стигне, бидејќи може да ни се појави нешто трето. Веќе според бројките, ако анализираме, веќе тоа е евидентно. Има опозицијски има протестни гласови, меѓутоа нема кој да ги собере. И она што мене ми изненади позитивно е и револтот што пак и членови на ВМРО да помене го направија. Тоа е еве на пример бројките, слушаме луѓе кои што потоа сами си се демантираат. Господинот Орце Ѓоргиевски, новиот градоначелник на Скопје, доби 3000 гласа повеќе во вториот круг, од кои што 5300 ги доби повеќе во Чаир и во Сарај.
И се вие кога ќе видите такви бројки не излегувате дека Влен не си ја завршил работата. Влен си ја завршил работата затоа ќе се ќари министер. Многу едноставна е работата. Премиерот вели нема уште еден министер. Ќе видиме, многу работи кажа. Ајде околу бројките. Знам дека не се споредуваат локални со парламентарни, да, во политичката наука едни со други, меѓутоа 140.000 гласа, помалку од парламентарните лани, е сериозен пат на гласови. Орце Ѓоргиевски не стигна до 100.000 гласа во Скопје, најголемше победа во прв круг. Историски најмал одзив, историски најслаб резултат на кандидат во Скопје за 20 години и многу неважечки ливчиња. Колку е пирова победата на ВМРО? Видете, во бројките кои што Орце Ѓоргиевски ги доби во вториот круг, има една работа која што сите знаевме 3 месеци претходно. Тоа дека Орце Ѓоргиевски ќе биде градоначалник на Скопје. И таа компетитивност за која што зборев претходно во друг контекст недостасуваше во Скопје. Од таа страна може да претпоставите дека и машинеријата на ВМРО-ДПМН не беше во целосен погон, заради тоа што уште пред 3 месеци сите знаевме дека со кандидирањето на Орце Ѓоргиевски за кандидат за градоначалник на Скопје, дека тој ќе биде новиот градоначалник. Тоа е едниот момент. Вториот момент е дека од 3 општини, во кои што имаше втор круг за општински градоначалник, 2 се типично пролеви, да речем, општини кои што најчесто или скоро секогаш гласаат, посебно на локални избори, гласаат лево. Излезеноста во тие 2-3 општини беше поголема отколку излезеноста во она што представува вториот прстен на Скопје, каде што па ВМРО-ДПМН секогаш има историски континуитет на поголема поддршка. Значи Центар и Карпош се историски имаат полева, овие другите имаат подесна опција. Од тој аспект, излезеноста за избор на градоначалник на општинско ниво, кој што беше видлив, че ако ги споредите Центар и Карпош со Гази, Баба и Бутел во смисла на излезеност, беше драстично видлива. Да, и од тој аспект... Димовски, извинете, у контекст на ова што го зборат, ама го имате аеродром. Кај што Орце Ѓоргиевски има добиено помалку гласови од Не сум сигурен. Сигурно. Не сум сигурен, не сум погледнал. Исто има помалку добиено гласови и од Соте, Лукровски и од Дејан. Значи имате членови, имате гласачи, се извинувам, гласачи што го заокружиле Дејан, ама не го заокружиле Орце. Видете, може да ја сведеме дебатата, ама немаше од СДС на ливчето воопшто човек, разбира, но не сакам во тој контекст. Значи, во контекст дека предвидлив беше резултат. Да имаше посериозен кандидат од Социјалдемократскиот сојуз, да имаше некаква таква компетитивност која што и во вториот круг ќе се создаваше простор за впечаток дека може би изборот нема да биде видлив и така натака, веројатно и динамиката не излегува. Сега, има еден момент кој што го забораваме, Душица. Имате ли протестни гласови? Само да го докажемо. На минатите локални избори, во вториот круг, не се бираше само градоначалник на Скопје. Се гласаше и референдумски за минувањето на Зоран Заев од функција премиер. Се сеќавате дека Зоран Заев ја заложи својата функција, дека ако не победиш и лего во вториот круг, дека ќе си оди. Јас имам пријатели кои што историски гласаат за СДС, тогаш излегува да гласаат за Даниела Арсовска. Зошто? Заради тоа што сакаат да би испратат на таков начин порака дека Зоран Заев треба да си оди од премиерската функција. И затоа тие споредби, да, може да се прават, не сакам да релативизирам. Колку имате протестни гласови, луѓе од ВМРО гласачи што останаа дома и не гласаа за ВМРО? Имате сепак бројките се така. Вие добро ме познавате. Јас 7-8 години немам партиски функции, не носам никаков титулар, понекогаш сум присутен на одредени тела на партијата, но немам право на одлука, нити па ги имам тие анализи во детали и така натака. Да, го знам теренот, има некои состојби кои што треба веројатно да се видат. Јас сум, пак ќе кажам, и го кажав претходно, јас прилично полагам надеж на најавите од премиерот дека ќе направи сериозни реформи во тоа како функционира владата или власта, како сакате. И навистина ми е многу значајно да го видам тоа.
На Мислам дека со одредени динамизирање на реформите, за кои што веќе ви реков, со одредени поместувања во смисла на давање простор на подинамични личности, по луѓе кои што може да изнесат посериозни реформи, мислам дека ВМРО-ДПМН може да се доведе во една ситуација да ги изнесе сите овие предизвици кои што идат во следниот период. Иако, знаете, на крај политиката се сведува на капитализација на поддршката. Вие може да имате мал број на гласови, но да капитализирате многу политичка моќ. Со најмалку гласови најголема моќ има сега. Така, Дуи имаше со најмал број на пратеници имаше најголема политичка капитализација. Сега, политичката капитализација на моќта на ВМРО во овој момент е поголема од очекувањата. Победите во Карпош, победите во Кичево, победата во Струмица. Добро ви помогна да сте во Кичево Брвеница. Во ред, но пак е некаква политичка капитализација. Така, тука дава простор да ВМРО-ДПМН се чувствува и наистина победник на овие избори, така натака и така. Никој не знае дали на следните избори ќе има, или ако сакате да направиме друга анализа, во општините каде што има некаква заостаната структура на СДС која што е конкурентна на локално ниво, имаше голема излезеност. Пробишти, Каменица, Крушево, Валандово, Дојран, Зрновци. Значи имаше општини каде што излезеноста отиде на 65, 70 и повеќе од 70%. Но кај што има некаква презервирана структура на СДСМ, солидни кандидати и така натака. Значи, излегувањето или неизлегувањето на избори не мора да се толкува само дека е порака спрема власта, не велам дека не, но не мора само така да се толкува. Така, може да се толкува дека на места кај што СДСМ има некаква структура, навистина имаше по 65% излезеност. Видете го бројките во Пробишти, во Каменица, во Валандово, во Крушево, во... На што се должи падот од 140.000 гласови ирландските парламентари? Видете, да не ме разберете да релативизирам, но ако ги анализирате и предходните циклуси на парламентарни со локални компарацијат. Така 2008 дали беше најголемата победа на ВМРО-ДПМН во квантум на гласови. Така не памтам точно, но беше 480.000 ако не се лажам. 60. Или 460.000, да, 60 и неколку пратеници имаше во ВМРО. На следните локални избори кои што беа 2009 исте се односат. Погледнете го, ќе го видите. Така да, од тој аспект, дозволени се вакви осцилации, но исто така, прифаќам укажувањето на испрашањата кои што го упативте, прифаќам дека треба да се сконцентрира партијата и да си го подобри својот перформанс во оние делови кои што ќе процекне. Јас мислам дека овде може да има и дел од тактика на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН има постабилно гласачко тело од другите политички партии и во услови кога имате помал одзив, тоа му дава предност. Затоа е многу важно да се излези да се гласа. Сведоци сме сега минатата недела, Обама ја водеше, не им сметаше таму дека ја водеше кампањата и во Джерси, во Вирџинија, нити старим се виде Обама, нити истрошен, и ги донесе со победи. Тој мислам дека во Вирџинија кажа дека кога ги повикуваше гласачите, дека на власт им одговара свирежите, не им одговара гласањето. И затоа get out and vote измислена работа таму што се практикувало, извештајот на СДСМ и тоа треба да го види, дали сме имали ние таква кампања, што сме правили меѓу прв и втор круг. Значи, затоа не е така едноставно поместувањето, само реков персонално. И затоа во услови кога паѓа самиот председател во една национална телевизија рече очекувам пат од 85.000, значи неочекувано по мене, се му останале 1000 се тие протестни гласови ако ги направиме, ама кампањата тивка, без емоции, само да помине, им одговара од друга страна и на власта, за да бидејќи тие си ги имат тие сигурни гласови, затоа треба опозицијата да поработи и на укрупнување, и на мобилизирање, на внесување страст и емоција во понудата покрај содржината, за да може да се спротистави. Го спомнувате емоцијата и страста, втор пат ја спомнувате. Вие повикавте
Пред вториот круг на Get Out and Vote, на еден ваш Facebook статус, очигледно недоволно ве послушале според бројките, повикавте на мобилизација на гласови, несоопштенија и копирани постови на ботови, и велите СДСМ, ако сме кај емоциите, ми остави впечаток тој дел од постот, велите СДСМ е посебна, треба да знаеш да ја сакаш и да ја негуваш, зашто СДСМ значи, но тоа чувство се гради со време, поминувајќи низ многу фази, од лепење плакати преку изборни блиски средби до борби во парламентот. Кој не знае како се чува СДСМ, актуелното раководство? Па пораката е за тие што го менеджира изборниот процес во рамки на партијата. Луѓе има од СДСМ што на 23 декември па на 24 декември на минус 20 степени седеа цела вечер. Бевме там. Социјалдемократскиот сојуз има обврска кон историјата што е направена, ама тоа не е обврска само да влезете у зградата. Туку мора да придонесете да си ја заслужите иднината во политичкиот амбиент во државата. Не е само да влезете во зградата и да добиете работата. Кога имате вие кампања или кога имате говор, вие мора да дадете емоција. Емоцијата мобилизира. Ако вашиот тон е едноличен, не може да стигнете до сите гласачи, особено до она што сите декларативно го кажуваат до младите. Значи вие мора да имате емоција. Затоа реков, членовите на Социјалдемократскиот сојуз се загрижени и остро гледаат кон тоа дека без извештај може да се случат персонални или она што би рекол јас клиентелистички потези. Димовски, ја споменавте два пати, мислам дека реконструкцијата која што е најави Мицковски по партискиот конгрес, најавени се смени во раководството неофицијално на ВМРО-ДПМН и реконструкција на владата. А може ли со реконструкција да се релативизираат тие 140.000 изгубени гласови? Добро, околу тие повеќе ви објасних јас како ги перцепирам. Што очекувате од реконструкцијата? Кој треба да лети? Нема да навлезам во таа, пошто навистина тоа е работа на мандатарот, но и веројатно он си ги има сите параметри, какви очекувања имал кога ги поставувал тие министри. Сега ние персонално можеме да збориме дали некој ни е симпатичен или не, дали ги приоритизира работите кои што нас не се приоритетни или не, но тоа сепак е еден контекст на владина програма, владини приоритети во кои што не можеме во детали да влеземе. Сега, можете извештајот да го следат по оценки. Нема да навлегувам во имиња, но мислам дека заврши еден политички процес на легитимирање на власта, стабилизирање на можноста власта да ги пофати сите инструменти во смисла на спроведување на својата програма. Сега останува периодот во кој што навистина премиерот треба да ги избере луѓето кои што најдинамично и најквалитетно ќе ги испорачаат очекувањата на граѓаните. Повторно, да не видам сватен погрешно, немам намера да реплицирам на тоа што господинот Макредули преска го споруваше. Но правосудството е навистина една, ако не и приоритетна позиција во која што мора да се направи некаков ред. Каков ќе биде тој, си има пратеници, си има министри, си има влада, нека мислат. Јас имам своји толкувања на тие работи. Има и оценска мисија што е основа за некој делот на функционалност на администрација и што е врвен приоритет. Така, дали ние за трошоците кои што ги имаме како буџет на државата ги добиваме услугите повратно во здравство, во образование, во комунална чистота, во возови, во пошти, во било што, дали ги добиваме повратно тие услуги? Не ги добиваме повратно. Значи нашата администрација е преобемна, прескапа, трома, нефункционална и така натаму. Тоа е сериозна работа доколку владата се посвети. И тука направи поместување, ќе видиме навистина тој дел, околу делот на макроекономијата, буџетските параметри и така натаму. Тоа е една наследена ситуација од моментот на ковид кризата. Преска не сега да реплицирам, но од 2020 година ние до ден денеска навистина имаме високи дефицити кои што биле процентуално, не во апсолутна смисла, биле незамисливи за некои периоди пред 10-15 години. Но така се постави трошокот на администрацијата и ние секоја година имаме 600, 700, 800 милиони евра дефицит во буџет кој што е на среден, не на долг, дури и на среден рок неодржлив.
тука исто владата мора да најде начин како ќе ги намали расходите на буџетот, во исто време предизвикувајќи подобри услуги на граѓаните од истата администрација на која што треба да ги намали приходите. Така да и задолжувањата да не одат до плафон, ако така, може. апсолутно. Така да, само да го заокружам. Значи, многу сериозни обврски стојат пред владата и затоа верувам дека премиерот во процесот на размислување кој што ќе веројатно во следниот период ќе го прави самиот за себе, заради тоа што на крај на криштата најголема е неговата одговорност. Така неговиот успех или неуспех е највидливиот успех или неуспех. Така да верувам дека ќе се сконцентрира на тие. ВМРО ДПМН има потенцијали, кадровски, квалитетни и така натака, огромен број на членови, огромен број на луѓе кои што имаат можност да помогнат и верувам дека сите помагаат во досегашниот период или сите помагаме во досегашниот период. Така да останува тежиштето таму да се донесат одлуки. Од трите области, само секунда, од трите области што ги кажавте, две области се министри и вашите коалициски партнери, знам. Не, ако сакате ќе зборам и за другите области, ако сакате ќе зборам за образование, ќе зборам за здравство, ќе зборам за земјоделие, ќе зборам за култура, ќе зборам за значи во секој ресор на вистина има што да биде сработено, што треба да се. Видете, ние имаме универзитети кои што да ви се представи некој дека доаѓа од универзитетот сериозен проблем. Така, сега да не навлегувам во се, да не ме разберете погрешно. Навистина има простор, фронт што викаат луѓето, што треба да се сработи. Заврши процесот на легитимизација на власта, дури и во делот на албанскиот фактор, ако сакате. Владата има полн легитимитет, целосна поддршка од собрание, целосна поддршка од гласачите да влезе следните 2,5 години во тој процес. Па јас сакам да интервенирам само во делот. Различно е начинот на трошење во пост-ковидот покрај тие средства, во енергетската криза дефицитот е како го чувате за тоа. А друго е да го чувате за она што беше поддршка на локалната самоуправа, која што за жал не резултираше со капитални инвестиции, туку повеќе беше реклама, еве сега после изборите да видиме дали тие проекти ќе се реализираат. Владата треба да размислува дали ќе дојде до нова од аспект на ценовен шок, енергетска криза од аспект на цената на нафтата. Бугарија веќе бара од Соединетите американски држави да биде изземена од санкциите Лукойл во таа држава. Мислам дека и Романија го бара тоа, не сум сигурен, но мислам. И веќе имате ситуација каде што таквата една криза може да биде молам. Не сме толку зависни од тој канал но тоа ќе биде да влијае на поместување на светските пазари. Влијае на светските пазари, на цената. Може некој да тактизира, нема да ви ја продава нафтата за да качи цената и тоа владата треба да се насекира и за тоа и да има една поголема, погенерална политика, а не да парите само да ги земеме и ќе ги дадеме на Бекатон и ништо не сме направили после тоа. Имаме многу кратко време, сакав имавте уште еден статус, вака ви го истражив Facebook профилот. Доста политички сте активни на Facebook. Она фамозна изјава на Филипче дека СДСМ е втора партија во земјата, прва во опозицијскиот блок. Вие велите СДСМ не сме да се бори за примат во опозицијскиот блок, уврска на сите нас е да се избориме за креирање на политики кои ќе бидат во интерес на сите граѓани и ќе обезбедат перспектива за Македонија. Сите тројца доволно памтиме. Јас таа прва асоциација ми беше после таа изјава, она кога велеше на времето оние славни битки помеѓу ДУИ и ДПА, кога велеше мен дуктачи мене ми е најбитно да бидам прва опозиција. Дали е тоа нивото во моментов? СДСМ за тоа ли се бори? Да остане прва во опозицијскиот блок? Левица да не го зеземе местото? Тоа не сме да се случи и СДСМ мора да изгради, затоа викам, јасна стратегија и политика како државотворна партија ќе понуди на граѓаните, односно да ја заслужи днината да биде во политичкиот контекст во власта, не како коалиционен партнер на ВМРО ДПМН, туку како носител на активностите во рамки на владата, бидејќи се покажало
дека кога Социјалдемократскиот сојуз како државотворна партија придонесувала во власта со своите политики, имало подобро, поефикасно и по-прогресивно општество и помирно, без многу поделби, за кое што таа поделеност мене најмногу ми смета. Јас сметам дека не може човек да има оправдување што ќе се случува за одговорност во иднината ако молчите денес. Затоа апелирам на реален еден искрен извештај, точен, со бројки. Иначе статистички може да ги преправите работите како сакате. Ама реков, бројките се немилосрдни, затоа без една јасна политика, јасна визија, еве ќе повторам, со страст и со емоција, вие не можете да обезбедите нова понуда за граѓаните. Кратко до двајцата со да и со не, Диволски, ќе видиме ли во владата по реконструкцијата? Јас веќе подолго време сум во приватен сектор и прилично комотно се чувствувам таму, така да мислам дека ме разбирате што сакам да кажам. Макар дули деновиве слушам дека средби се случуваат на Бихачка со поранешни функционери од дали сте поканет, дали ќе одите, дали ве викна? Не сум поканет, не сум викнат. Она што мене ми е, она што добро, за жал кога се објавија кандидатите на неколку кандидати што чувствував близина, се понудив за помош, за жал не чувствуваа потреба да добијат некој совет. Така да не зависи, реков, не е персонално решението. Политика треба, стратегија, план и активност со емоции и страст, како да се стигне до да се заслужи политичката иднина и политичкиот контекст во кој што СДСМ ќе биде главен чинител. Предвремени избори, Димовски? Не мислам дека е тоа воопшто добро решение. А дали би мислите ли дека ќе се случи? Нити очекувам, нити мислам дека треба да се случат. Па зависи како ќе се одвива мнозинството на Бадинтер во собранието, како дали ќе има некоја разврска. Јас може би не е политички коректно, за мене победникот на овие избори е господинот Изет Меджити. И дали тоа ќе се рефлектира во трансфер на некои пратеници или гласање визави Бадинтерот, бидејќи ако во овој момент вие не можете да донесете закони од правосудство, од образование, култура, каде што се врти, не и овие Бадинтерка што се гласа, но правосудство. Но затоа ако таму се заглави работата, тоа е единствено нешто логично што може да ги наведе на предвремени парламентарни. Во тој аспект зборов, но не мислам дека нема да се случат некои трансфери и некои и во тој блок. Видете, на крај на криштата имало ситуација тематски гласања, така, на одредени теми, да гласаат пратеници од различен аспект. Така да гласа на овие во овој состав, мислам дека 2 или 3 така. Не само дуи има во собрание пратеници кои што се од помалите етнички заедници кои што за одредени приоритети давале поддршка. Така и гласале и претходно се и претходно се случува. Власта ќе се ја направи математиката дали такво некој евентуално заглавување некои закони што треба да донесат ќе им се исплати или не, и затоа така. Јас ви благодарам што вечерва бевте гости во 24 Благодариме за поканата. Почитувани, ви благодарам на вниманието.